Господин министър, добре дошли в България. Радваме се да ви посрещнем на българска земя. Да се представите за нашите зрители, за тези, които ще гледат това интервю. Добър ден на вас, добър ден на гледачите на вашиот портал кои ќе ве следат денеска. Ми е драго и чест ми е да присуствувам и да зборувам на вашиот портал. Со задоволство денеска што можам да одговорам, тука сум со вас. Нека да стане ясно още в самото начало. Вие сте на приятелска среща, не сте на работна среща. Да. Тука имам ја мои другари пријатели со кои повеќе години се знам. Дојден сум да се видам со нив. Значи, јас сум Шабан Салију, се викам. Министер сум во владата на Република Македонија за интеграција на ромите и имплементирање на стратегијата за ромите, инклузија на ромите, значи 2023-2030 година. Се радувам што еве и се слушаме и што се видиме и што можеме да разговараме околу потребите, правата, интеграцијата и на ромите во Бугарија и као некои good practices, добри примери и за ромите кои са во Македонија и обратно. Казахте, че сте министър за интеграция на ромската общност в Македония, а вие самият сте ром, така ли? Да, по националност сум ром, сум дипломиран правник, магистар по политички правни науки и доктор на политички правни науки. Значи, интеграцијата као системско решение, едно поширока инклузија на ромите во институциите на системот, подобрување на нивната секојдневна состојба, подобрување во поглед као основни начела и на моје дејствување во сферата на образованието кај ромската заедница, која чисто сум убеден дека на Балканот најдобро са интегрирани во овај дел, посебно во образование, ромите во нашата држава Република Македонија, Северна Македонија, нели? Потоа во областа на домувањето и посебно во областа на здравството, намалување на сиромаштијата, доколку има оње што Европа милува и ги споменува како фантоми, уредување на документација во поглед на изводи на родени, уредување на документација во однос на државјанство, во односи на други потреби со кои се среќаваат секојдневно во обичниот живот нашите роми во нашата држава. Как успява един ром в Македония да достигне до позицията да бъде министър по интеграционните проблеми на ромите? Па вака, јас сум председател на политичка партија Демократски сили на ромите, партија која на политичка сцена е повеќе од 22 години, меѓутоа и пред тоа сум бил активно вклучен во политичкиот живот на ромите, во невладиното работење и се она што е движење на ромската заедница повеќе од 45 години. Значи, сум бил и пратеник во собранието, вие кажувате депутат, во собранието на Република Македонија, каде ги представува интересите на мојата заедница, ромска заедница, каде имаме постигнато као законодавен дом и одредени позитивни услови и можности, као што е, например... Това означава ли, че интеграцията минава през политиката в Македонија? Значи, интеграција без политика нема. Значи, тие се заемно поврзани. Мора ромите да разберат во Бугарија, као и ние во Македонија, дека нема влез во институциите на системот, нема подобрување на состојбата на ромската заедница, подобрување на животот на младите роми и така натаму во Република Бугарија и во останатите држави, без политика. Значи, политичко целосно обединување на ромите во вашата држава представува добро можност и услов и пат за подобар интегриран живот. Какви са вашите наблюдения за развитието на ромите в България?
Какво им пречи, за да постигнат успехите, които вие имате в Македония? Имаше одредена држава гостин кај мене и он ме праша како се постанува министер. Ја му кажав нема друг пат, освен пат во политиката, со добро гласачко тело, со коалиционен партнер, као што е нашата политичка партија во коалиција со ВМРО ДПМН. Тоа е најголемата политичка партија во нашата држава и преку нив јас бев и пратеник во Собранието на Република Македонија, бев генерален директор во дирекцијата за заштита и спасување и сега сум министер преку коалицијата со ВМРО ДПМН. Нема друг пат освен вистински пат во политиката, онај пат кој поубавина не ги прават министрите, него по однос на знаења, образование, способности, можности и колку он партиципира со број на гласачко тело. Колко време беше необходимо в Македония, ромите в Македония да разберат, че това е пътя и че само така могат да бъдат направени политиките, свързани с роми? Значи, имаше една парола Ром Ромеске, што во буквален превод е ромите да гласаат за ромите. Значи, мораше да се зборува во ромската заедница, тоа и ден денеска го зборуваме, дека заедно обединети можеме да работиме и да достигнеме до нивоа не само до министер, и пратеник, и директори во одредени структури и така натаму. Јас сум председател на најсилната ромска политичка партија во нашата држава, партијата ни се вика Демократски сили на ромите, има 46 ограноци и е распространета низ целата територија на државата. Значи нема голем град, нема град каде што нашата партија нема структура политички ограноци со свој преседател, заменик преседател, секретар и членство. Ние во ист момент, во рок од 5 минути, можеме да се организираме, да активираме нашиот механизам преку структурата на политичките организации и за еден ден да се спремиме да искочиме на избори. Тоа е секојдневна, макотрпна работа, на секако и убедување на самиот ромски електорат дека од 1000 денари кај нас или кај вас 50 лева или 30 лева не се живее и не се може да се интегрираат во системот и така на институциите на државата. Все повече се натяква точно този модел, който вие казвате за купуването на гласове. И да, прав сте, че самите роми трябва да разберат, че вече 30, 50, 100 лева няма да оправят техния живот. Какви са вашите наблюдения за тези ромски партии, в кавички бих казал ромски партии, защото те се препознаха като такива, нали? По нашия устав ние не можем да регистрираме ромска партия. И може би това е различието между България и Македония. Нали? Това са партии, които регистрирайки се, те се припознават от ромите. В същото време те нямат този успех, за който вие казвате, нали, в момента. Имали сме нашите представители в Народното събрание, имали сме заместник министри, но не в такъв дългосрочен план и не точно по интеграционните политики. Вие имате повисоки можности, повеќе шанси да успеете као роми во вашата држава, бидејќи незваничен број, слушаме околу пола милион роми сте, односно милион, позваничниот 400.000, 500.000 роми и така натаму, што ви дава можност да партиципирате во одредена власт преку претходно нормално формирање на политичка партија, партија која ќе ги застапува интересите на ромите и треба да се работи многу со ромската заедница во однос на тие подкупи кои не го решаваат животот на ромската заедница, трае една недела или две недели. Вие как се преборихте в Македония
Македонија с това нещо? Ние работевме силно низ целата територија на нашата држава, им го кажувавме тоа и дека ние ќе работиме на вработувањето, на домувањето и на све она што значи живот. Ние бевме свесни и тоа го кажуваме дека ние не можеме во одреден изборен циклус, во одредена победа, дека можеме сите роми да ги вработиме. Меѓутоа, све до 2006 година, додека не бев ја пратеник, немаше роми во администрацијата. Можеше да се најди некој вработен, ама чистач, чувар, курир, а не сега има голем број на вработени. Скоро да нема институција, државна институција или администрација, министерство, органи на државната управа, каде нема вработени роми. Значи, ромите се во системот во овај момент. Има раководители на сектори, раководители на оделенија. Нема структура во нашата државна администрација каде што нема роми. И тој процес уште продолжува. Значи, ние не можеме одеднаш сите роми во еден изборен циклус во коалиција кога сме со одредена голема политичка партија као во моментот со ВМРО ДПМН. Ја не им ветувам на ромите дека сите ќе ги вработам, напротив, они гледаат дека ни сите мои ограноци постепено вработуваме луѓе во рамките на можностите. Тоа ја прави вистинска интеграцијата и системско трајно решение за ромската заедница. Не ад хок, не со измислени проекти во смисол на еден пакет или на 25-50 лева, че ги изеде за 3 дена, поново е сиромав. Ние ја користиме и она реченица кинеска на сиромавиот не му давај риба. Дај му јадица да ја лови рибата, да ја фаќа рибата, постојано да може да има да јаде и така натаму. Овие процеси со 25 лева, 50 лева. Добрите примери во Северна Македонија, един од примерите може би е признанието на ромите като етнос, това, което мисля, че 2000 година беше записано в Конституцията на Македония. 91, да. Значи, автор на овај институт, односно влезот во преамбулата на Уставот, јас сум, заедно со еден покоен депутат, сега кој не е жив, Фаик Авди, заминавме 91 година во Белград, Србија, каде што таму беше амбасадорот на Индија и беше одговорен, акредитиран за целата држава. Тогаш беше Југославија, па се одложивме, се поделивме во републики, нели, остана Република Македонија, али се уште амбасадорот имаше овластувања и за Македонија. Разговаравме со амбасадорот дека многу ни зависи од тоа да ги користиме уставно загарантираните и законски права преку влез као рамноправни заедници, као што се и албанската, турската, српската и другите заедници, доколку Република Индија ромите ги признај во Македонија као нивна малцинска заедница. Амбасадорот ни вети, кажа дека ќе оди во Индија, во нивниот конгрес, таму ќе разговара и тоа го направи. После неколку недели дојде во Македонија со одредена декларација каде Индија ромите ги призна за своја малцинска заедница. И преку нашето собрание, парламентот на Република Северна Македонија, ги признаа со гласење, со акламација, ромите као заедница во Република Македонија, во преамбулата на Уставот, и од тој момент, 91 година, до овај момент, единствено призната ромска заедница во светот. Точно така, и това потвърждава, което казахте за посланника на Индия, че донесъл декларация, че Индия признава ромите като нация, за Македония говорим, потвърждава, може би, че ромите тръгат от Индия.
Аз така Апсолутно да. Значи тоа е докажано право со многу години наназад и од останати ромолози кои пишуваа книги за ромската заедница, за потеклото и 1600 година негде имаше прва така напишана книга, а сега веќе на големо пишуваат и ромски представници за потеклото и индиски представници. Има научни докажани тези и амбасадорот на Индија акредитиран и за Македонија од Софија беше гостин неколку пати во нашата држава во празници кои се однесува за ромската заедница и тој директно во одреден говор, ние тоа го имаме све документирано и снимено и така натаму, дека ромите се негови браќа и сестри, дека потекнуваат од Индија, а тој претходно остварил доста контакти. Индија е ипак сериозна држава, тоа е најголемата држава по бројност на население, каде што сме признати дека Индија ќе внимава и ќе работи на интеграција на ромите не само во Македонија, и него во другите држави. Со тоа значи и ќе помага за самите држави, за самите влади. Самите влади треба да ги повикаат представниците на ромите во државите како Бугарија, Македонија, Србија и други, да воспостават една добра соработка, да има референти по градовите кои ќе работат за ромските прашања, или да има советници кај премиерот кои ќе работат на таа добрососедска соработка меѓу Индија, пример, и Република Бугарија. Самите држави, како и Република Македонија, треба да направат можност како да ги повикаат и да ги вработат и професионално, или советници на премиерот, советници на председателот на државата Бугарија, кои ќе бидат мост на соработка, конекција меѓу Индија, Република Индија и својата држава, и ќе може да работат на одредени билатерални договори во смисол на економијата, подобрувањето на економијата во Република Бугарија, значи подобрување на состојбата на ромската заедница. Значи мора државата да има сенс за потребите, за состојбата, за уважување и помагање во решавање на фундаменталните права, индивидуални и колективни на ромите во Бугарија. Тоа ќе биде добро и за Бугарија, паралелно ќе ги елиминира сите асоцијални појави кои се случуваат кај ромската заедница, ќе направи добри инфраструктури во населените места каде што живеат ромите во сите општини и на еден начин ќе направи една културна, општествена, економска и политичка ренесанса и кај ромската заедница. Говорите за подобряване на инфраструктура, надявам се, че сте запознати, че в България все още има гета. Има квартали, махали, в които липсва инфраструктура, липсва асфалт, липсва осветление, липсва питейна вода, липсва канализация и там живеят хора. Можете ли да съпоставите някои от нещата, смисъл как живеят ромите в Македония и тези в България? При вас гета има ли такива квартали, в които да липсва вода, канализация? Морам да бидам искрен и прецизен. Значи, во нашата држава има поодредени мала, меѓутоа не са као во другите држави, и кај нас има потреба уште за подобрување на таа инфраструктура и работиме на тоа. Значи, вината 70% ја барам во државата каде што ромите живеат, 30% е на самата ромска заедница. Значи, прво ромите треба добро да се организираат, да учествуваат во овие политички процеси на локално ниво, на државно ниво, парламентарните избори, за да
тука според самата бројка колку роми живеат во Бугарија, се добијат оње 15, дури може и 20 пратеника, со сигурност доколку се соединат ромите, таа бројка ќе биде и над 20 пратеника депутати. Тие депутати ќе имаат можност да ги представат потребите и проблемите кај ромската заедница на говорница, ќе гласаат за тие работи и со она политичка партија, најсилната која што ќе биде, кога ќе бидат 15-20 пратеника, ќе има претходни договори, што бараат, во која општина, како треба да се реши, за да се случи таа коалиција. Значи, паралелно може да бараат со 20 пратеника не еден министер, може да бараат 2 министра, може да бараат директорски места, може да бараат генерални 2-3 илјади вработување и повеќе, не мораат сите во администрација. Да се промени в България, за да се случват тези нешта? Прво треба ромите да се променат. Значи, да се соединат, да бидат обединети и да гласаат за ромска политичка партија. Да ги заборават тие 50 левова или 60 или 100, бидејќи тоа нема системски и трајно да им ја подобри нивната состојба, тоа е фикција, илузија, пријатна фикција која ќе трае 2-3 дена и помалку. Значи, за да ја променат на своите дечиња, внучиња и днината, тие ќе мора да се вклучат активно во тие политички партии, да ги поддржат, да им дадат шанса на политичките нивни представници во општините на локално или на централно ниво во парламентот, односно законодавниот ваш дом, да излезат, да зборуваат за тие состојби и она што го договориле во таа коалиција, да се реализира. Тогаш ако имаат 15-20 пратеника, секое нереализирање, непостапување по договорот, представува и пад на владата. Значи, тогаш ромите ќе бидат сериозен и одговорен фактор за стабилноста и на државата, бидејќи доколку не им се исполнуваат одредени права, оние ќе се трнат, ќе направат коалиција со друга политичка партија која би прифатила такви промени или уважување на тие права и мора ромите тогаш да идат напред. Ромите тогаш ќе имаат не само политички напредок, него и економски, образовен, да кажам, културен и сето она што е навистина представува потреба. Тогаш ние не ќе имаме потреба да зборуваме за гета, за инфраструктурни проекти, уредување на населбите. Сега во 21 век е срамота да се зборува за едни такви потреби, кога луѓето отидоа со вештачка интелигенција, компјутерски оње современи системи, многу напред во остварување на нивните потреби, уредување на државите, состојбите. Сега све на некој начин за брзо ќе дојдат роботи, ќе работат во одредени работни места и така натака. Аз ви благодаря за това интервю и ще се радвам отново да посетите България и тогава пак да се видим, за да съпоставяме нещата, разбира се, между двете държави, близки, сродни. Видяхме приликите и разликите между Северна Македония, как живеят ромите и тези, които са тук в България, през погледа на един министър. Да. Благодаря ви. И ја ви благодарам можноста што вака недоговорено преку нашите пријатели можеме да зборуваме паралелно за состојбата и во вашата држава Република Бугарија и состојбата во нашата држава Република Северна Македонија. На жалост, проблемите кај ромите са низ цела Европа, во сите држави каде што живееме, слични. Некаде са подобри, некаде са полоши, али болеста, дијагнозата на ромското прашање е тоа и бара ист начин механизам за решавање на тие проблеми. Останува на сите нас да тоа ни е основно природно право да се бориме за подобрување на животот на нашите деца. Тоа можеме и мораме. Значи ви благодарам уште еднаш на поканата. Хубав ден ви желаем. И јас на вас.